Летото и топлото време се период на чести вируси и инфекции. Најмногу застапени се стомачните вируси, проследени со симптоми како диареја. Овие состојби неретко се јавуваат и кај помалите деца, но и кај возрастните. За нив има низа предизвикувачи, кои ни ги објасни специјалистот по семејна медицина, доктор Светлана Трифуновска. Секогаш диарејата се дели на акутна и на хронична. Кога зборуваме за акутниот аспект на болеста, односно најмногу до 14 дена трае, тогаш зборуваме за акутниот тип. Акутниот тип може да биде предизвикан од многу предизвикувачи, односно типот на вируси, бактерии, габички може да бидат предизвикувачи, дури може да бидат предизвикувачи протозоите, односно тие во својот состав може да влезат и некои неинфективни агенции. Јас тука ќе се задржам само за инфективните агенции. Значи, од типот на инфективните агенции, што сега е најатрактивно, се вирусите. Најчести предизвикувачи, ја спомнав, аденовирусите, ротавирусите, исто така ноновирусите и други. Предизвикувачите во овој период вирусните се многу атрактивни затоа што секогаш можеме да ги доведеме во корелација со симптомите на COVID. Но, било каква промена, било каква симптоматологија, прво се апелира секој пациент да се јави на својот матичен доктор, за да направи една консултација и да се види во која насока е болеста. Но и епидемијата со COVID-19 не стивнува. Која е разликата во симптоматологијата на овој вирус со оние сезонските? Има една огромна лепеза на симптоми кај ковидот, што може да се јави како прв почетен и симптом и никогаш не треба одма да се размислува, треба да се консултира доктор, затоа што и самата температура, како температура покачена се разбира 37,5 и повисока, никогаш не значи дека се работа само за ковид. Тука имаме една обична инфекција на грло, кај што е предизвикана од бактерија, многу ви дава често од покачена температура. Многу често уринарните инфекции периодов исто така не се присутни. Имаме широка лепеза на заболувања овој период. Единствено, вашиот доктор може да ја направи таа диференцијална диагностичка анализа и да ве насочи кон која диагноза се движи вашата болест. Едни од поинтересните симптоми што се јавуваат ви се диареја, односно течна столица, може многу често да се јави со губење на мирис и на вкус. Така една од првите симптоми. И што веќе зборуваме за ваква една дел од симптомите ви се нели овие, што за една ваква симптоматологија се зборува, може да се доведе диференцијално диагностички во врска со престојните сега што се диареја, односно некои типови, да речеме, на стомачните вируси. Впрочем, и аденовирусите даваат еден таков клинички аспект на самата болест. Хигиената, избегнувањето на тешка и масна храна, миење и обработка на храната се препораките за заштита од низата вируси и бактерии периодов. Лекарите повторно ги упатуваат и постојаните препораки за заштита на општото здравје, особено сега во време на епидемија. Многу мора да се внимава периодов летен на храната од надвор. Ризични фактори ви се посебно за бактериските салмонели, шигели, камфилобактери, ерсенија и други бактерии кои што предизвикуваат стомачни вируси. Ризично нешто ви представуваат сладоледите, потенцијални ви се потоа кремовите на база на млеко, како што се, ајде да не кажувам еклери и некои други благи. Значи исто така треба да се размислува за меленото месо, по сендвичарите кога се оди и самата подготовка на храната, односно хигиената. Свесни сме и гледаме дека има масовни собири, треба тоа да се сведе на нула, не на минимум, на нула. И кога се собираат и кога си имаат некакви и дружења, нека биде на дистанца, нека биде со маска, нека биде надвор. Апелирам на време да се јават на лекар и да се држат до сите овие препораки што ги кажуваме. Пак повторувам, 3 работи се маска, дистанца, миење на раце.